И како што ви ветив предмалку, погледнете го настапот на една од нашите најголеми естрадни музички звезди, со кого разговараме и во студио веднаш по овој видеоматеријал кој ќе го проследите во продолжение и ја најава токму за него како гостин во студиото на телевизија Нова. Битола мој роден крај во изведба на Владо Јаневски по повод 20 годишнината од независноста на Република Македонија пред 60.000-ната публика. Денеска на 25 години од самостојноста на нашата земја, Владо Јаневски, нашата естрадна звезда со плодна, богата музичка кариера, гостин во сцена во студиото на телевизија Нова. Добре дојде, Владо, и честит празник. Нека ни е честит празник, одговорувам на поканата. Дали од 91-а па наваму почна да се стеснува музичкиот од осамостојувањето, почна да се стеснува музичкиот пазар и дали имаше кризни моменти или напротив, и лично и генерално, како ја доживуваше целата ситуација во музичките води? Јас сум во повластена ситуација каде што сум бил сведок и на првите денови на самостојна Македонија и на 15 години и на 20, по правило нас не викаат на прослави и пееме. И гледав некои снимки од 91-а каде што се потсетив на таа една екзалтација. Сите бевме среќни што ни се случува така една убава работа. Се знаеше дека музиката ќе претрпи многу промени со самото тоа што одеднаш станавме своја држава со своја музика, со свој јазик, бидејќи луѓето некако како да беа гладни да се пее на македонски јазик, да има многу повеќе песни и тоа коинцидираше со почетокот на мојата кариера, така да јас сум врсник на самостојна Македонија. Мојата кариера има исто толку години колку што има самостојна Македонија. Ова што го кажавте вие на 20 годишнината пред тие 60-70 луѓе беше нешто најимпозантно до сега, каде што сум фатил микрофон да излезам пред толку многу луѓе и бев горд што сум македонец и што бев одбран меѓу тие малкуте да го одбележат тој еден датум на нашата самостојност. Тоа беше убав момент да се потсетиме дека ние сме најмузикална нација во регионот и тоа е непобитно. Само што е апсурдно што не сме доволно јаки во индустријата на шоу-бизнисот. Тоа стално го говорам. Контрастот меѓу нашата способност да создадеме песни, да отпееме песни, да направиме шоу, македонците да се развеселат, да отпеат, да смислат убава песна што ќе остане со години, некако ми е во несклад со нашата можност тоа да се направи индустрија, како во соседството, да се направат и музичарите да живеат. Недостасуваат добри менаџери за македонските звезди? Недостасуваат добри менаџери за македонските звезди? Ја мислам дека недостасува една посветеност и една свест дека тоа е сепак индустрија и дека е бизнис. Така да, ние македонците бивајќи емотивни какви што сме, многу влегуваме со срце во цела работа и забораваме дека тоа е сепак продуктивна индустрија и дека треба тоа да се продаде.
убавината на индустријскиот дел од шоу бизнисот е што убавата музика преку индустријата ќе генерира приход кој што ќе се врати назад во музиката и тие музичари утре ќе имаат повеќе средства и за подобри спотови и да викаат да плаќаат подобри студија, да викаат јаки музичари од цел свет да гостуваат. Значи парите се нужно зло во индустријата и тука ни е наш слабата точка. Воопшто не е спорно дали сме талентирани за пеење, за музика. Тоа го знаат сите. Само е жално што треба малце да сватиме дека сепак е тоа бизнис и индустрија и тогаш кога тие пари ќе се вратат назад во музиката, мислам дека ќе процвета повторно како во 90-тите. Естрадните уметници кои како тебе се занимаваат професионално со музика, можат ли да живеат од тоа? Па, веќе делимично одговорив на прашањево. Јас сум еден од ретките, наистина 3, 4, 5 луѓе во Македонија што не мора да работи никаква друга работа за да има нормален живот. Но тоа сме неколку привилегирани луѓе што не би требало да е така. Во Македонија би требало да има цела една елита на луѓе кои што од наутро до навечер би требало само да мислат на музика, на песна, како ќе ми биде спотот, како ќе ми изгледа сцената. А за жал недостатокот на повратен капитал во шоу бизнисот ги тера луѓето да бараат други запослувања. Многу талентирани, екстремно талентирани музичари се доведени во ситуација да работат нешто друго 10 сати на ден и тоа им одзима од талентот и од нивната фокусираност кон музиката. Така. Меѓутоа за тоа треба да имаат и хитови. Бидејќи секоја твоја песна е буквално хит, кој е тајниот рецепт? А рецепт нема, само се надева, може да се надеваш дека тоа што си го направил за себе ќе им се допадне и на другите. Ја не дека немам утнати песни во кариерата, но како во кошарката не е најдобриот оној што никогаш не промашува, него оној што има добар процент на погодок. Така да среќа е моја што мојот вкус се поклопува, изгледа овие 25 години ми се доказ дека во добра мера се поклопува со вкусот на поширокава публика. Нормално има луѓе што не ја слушаат мојата музика, но мојата среќа е што мнозинството од луѓето сепак мислат дека она што јас сум го породил како за мене добро, дека и за нив е. Во изминативе 25 години, Владо, успеа да се изградиш во бренд. Како? На кој начин се создава бренд? Бидејќи воопшто за да се екзистира од музиката не се доволни само хитови, нели? И што подразбира градењето бренд? Само добар глас и хит или можеби стајлинг и однесување пред околности? Музиката е само дел од она што се вика сцена и шоу бизнис. Затоа е потребно срце. А за овој вториот дел е потребен ум. И затоа имаме ситуација каде што кога недостасува едно од двете не се случува големиот резултат. Успешните кариери се доказ дека успешна кариера, долготрајна кариера може да се случи само кога има синергија меѓу умот на уметникот и неговото срце. Кога само има срце големо, парите ги нема и тој човек, иако бивајќи екстремно талентиран и музикален, се откажува и се разочарува. Ако го има само умот, тоа не е доволно за емоција. Во нашата работа емоцијата е репроматеријал основен за работа. Так. Значи мора да ги има двата елементи. Во мојот случај со времето, со годините, со зреењето, веројатно сум добил таква една комбинација, бидејќи не заборавете, јас кариерата почнав на 31 година. Значи не сум бил клинец на 16, него веќе како созреен човек, каде што ми било многу полесно кој може и да препознае вредности. Да ги пофаќам конците на бизнисот, да препознам кај се наѓам без да ми летне умот многу. Така да среќата е што на зрели години сум се вметнал во овој свет. Кој е најубавиот период од осамостојувањето до денес за македонската музика? Има, како што вика Бајага, има години и од Чилибар, има слаби години, родни, има посни години. Во мојот случај, во 90-тите имав неколку многу јаки години. На прекршувањето на милениумот бев во минус, бев во некоја длабока илегала, каде што се мислев што понатаму. Повторно имав едно враќање, каде што повторно ми проработи пенкалото за нови песни. Така да секоја кариера има убави плодни години и има сушни години. Јас се сеќавам дека можеби 94-та, 5-та, 6-та ми беа многу јаки, 2004-та, 5-та, 6-та и ако така идеме календарски, еве, значи 14-та, 15-та, 16-та ми се добри.
Само ќе ти посакам за крај уште многу хитови, да уживаме во уште многу твои песни и секако да празнуваме уште многу денови на независност. Благодарам и викнете ме повторно кога ќе правиме 50 години на самостојност. Дај Боже. Благодарам за гостувањето. За придобивките од современата технологија и колку ние македонците ги користиме придобивките од современата технологија, еве само ќе напоменам еден податок дека во регионот важиме за најголеми корисници на интернет. Например, ќе слушнеме во продолжение од Богдан Илиевски или вам попознат како Богдан Велит. Генерациите кои растеа и живеа во почетоците на независна Македонија, односно 90-тите, добро се сеќаваат на фиксниот телефон како средство за комуникација, Nintendo и Tetris како социјални игри. Но со текот на годините технологијата растеше и се развиваше, па денес живееме во време кога секојдневието не може да го замислиме без интернет или смарт телефон. А со тоа се создаде еден виртуелен свет, од кој излегоа влијателни личности за јавното мислење. Еден од нив е Богдан Илиевски, виртуелно познат како Бетмен Велит. Ако денес на новите генерации, можеби како прв подарок им се смарт телефоните или ајподите, од технолошка гледана точка, кој беше твојот прв подарок или можеби играчка која што си имал од тој агол? Не сум сигурен дали било Тетрис или од оние Nintendo. Ние ги викавме Nintendo, тоа беа убави веројатно кинески конзоли за игра, ама па едно време дури и паралелно може да ги имавме и двете, бевме напредна генерација. Така да се занимававме дома пред телевизор, игравме Супер Марио, или па со Тетрисот, дури и турнири сме правеле, се сеќавам. Тоа беа времења кои што се па не и толку тешко може да се објаснат. Сега се собираат групно децата, играат Dota, Warcraft и така натака. Принципот на дружење е ист, само сега технологијата е далеку понапред него она што ни беше нас достапно. Со смарт телефоните некако се промени визијата кон светот, ни се отворија повеќе гледишта и со тие социјални мрежи за кои што ќе поразговараме. Меѓутоа, како се сеќаваш на периодот кога еве телефонот го имавме како единствено средство кое што комунициравме со најблиските, или можеби на онаа фраза сврти нула за да нели те слушнам подобро или тарава? Како се сеќаваш на тој период? Види, јас го памтам дури и периодот на пејџери. Немав пејџер, бев многу мал тогаш. Телефонот, првиот мобилен го добив на мои, ми се чини, 14 години, 2000-та година, и то беше бев избезумен од радост. Можев да си креирам рингтон, имаше таков некој едноставен композитор во телефонот. Па Змија имав игра и тоа беше добра забава и за на некои подосадни часови под клупа да се занимаваш да си играш, али тоа беше тоа. Мислам, комунициравме преку пораки, многу повеќе внимание обраќавме на формата на пораката, го немаше онаа слобода сега да пишуваш 7 пораки узастопно, да ти бидат презентирани на крај како една, него во колку беа таму 169, 196, не знам, карактери, треба да кажеш се што имаш да си кажеш и да внимаваш, бидејќи 500 денари имаш припејд кредит, а 5 денари една порака и да бидеш што попрецизен и поконцизен во кратка форма. Нешто како Твитер денеска, кој што е со 140 карактери, само со таа разлика што немаш припејд кредит на Твитер и можеш и 1000 пораки денеска да пратиш. Тоа време ми е врзано со детството, така да си го памтам поубаво и се радувавме премногу на тој огромен технолошки исчекор со мобилните телефони, бидејќи па неколку години претходно ги имавме точно така фиксните. Дури она време го памтам кога безжичните телефони стана хит, да, дури и статусен символ. Имаш безжичен телефон, се осекаш семоќен, па после безжичните се смали уште малку, се претворија во мобилни и сите станавме безжични до ден денес. Кога Македонија според тебе ја доживеа таа ренесанса на интернет користење? 2005, 2006, 2007, тие години веќе почна да се крши повеќе работата. Мислам и од претходно постоја портали како Ајвар, Оннет, Кајгана, Кирилица, па
на Телеком, мислам исто дека имаше еден информативен сајт, меѓутоа се броја на прсти. Со поголемата достапност на бежичниот интернет, кој нели станавме Wi-Fi многу покриена земја со Wi-Fi мрежа, огромна улога тука има и самиот Facebook, односно социјалните медиуми, социјалните мрежи. Со нивната експанзија стана поголем интересот буквално и на луѓето за да учествуваат во тоа ново нешто што се случува. Да, вистина е дека имаме многу подостапни информации. Сега, меѓутоа, и во огромниот наплив на информации, квалитетот на информациите може да го спориме. Не сум убеден дека пред 25 години квалитетот на информација бил многу послаб него денеска. Во однос на тоа како македонците го прифатија технолошкиот развој, Бетмен велит: лошо е што завршивме со бркање покемони. Интересен феномен е тој што секој човек буквално свати дека има прилика да прво не креира, него да го искаже јавно своето собствено мислење. Околу дело за креирање јавно мислење, тука сум малце поскромен. Нити себе си не сум сакал да се гледам како креатор на јавно мислење, можеби бидејќи тоа и носи тежина себе поимањето на таков начин. Меѓутоа дека сечие мислење некого тангира, некого допира, тоа е вистина. Многу им се радувам на позитивните критики, на конструктивните дебатери на интернет. Огромен е бројот и на оние другите кои се таму бидејќи немаат храброст да одат на психијатар или па мислат дека се најпаметните луѓе на свет и така настапуваат. Мене тоа ми стана досадно и така. Не ми се допаѓа генерално. Кога Бетмен велит почувствува дека е влијателен на социјалните мрежи? Кога стана интернетот интересен како медиум, веројатно во еден мал промил, јас сум придонел за тоа да е така во Македонија. Меѓутоа не сум никој пат сум немал план, генерална визија некоја, дека и сега јас сакам да станам популарен на интернет. Ние не ни знаевме што е популарен на интернет, кога почнавме со Facebook и со артикулација на мисли. Мене само ми се допаѓаше можноста на креативен начин да кажам што имам да кажам. На писмената работа по македонски не баш сум можел, само професорот ми ја оценувал, ми ја читал. На форумите беше оној вел на анонимност, бидејќи уште го испитувавме медиумот, интернетот како медиум, па ти одговара анонимноста, бидејќи си викаш чекај да не напишам нешто, па не мора сите да знаат кој сум, тука ќе бидам поинтимен како некој си дневник, меѓутоа за полујавна употреба. А со Facebook кога настапи на сцена, така некако стихино тоа се случуваше. Примерите ги има. Почнав да пишувам за спортска колумна за топки со филе и тогаш на пример имаше наплив од фанови на фудбал, на кој што им се свигаше мојот агол на анализирање некој си, ако може тоа се нарече анализа на нештата. Понатаму Кики Ивановска која се сликаше здраво Боби, исто многу луѓе сакаа да учествуваат во поддршката, им благодарам. Па не знам, ќе напишеш некој статус со обично некој по-емотивен и на општа тема. И кога денес живееме во општество во кое зависиме од технологијата, како тоа би изгледало во иднина? Зашто би не прашувале нашите внуци во однос на развојот на истата? Не знам, веројатно на нашите внуци би им било чудно како е можно да немате телефон во забот монтиран или да имате сите наочари со виртуелна реалност. Не можам ни да претпоставам. Глупаво ми е малку да претпоставам каде ова би можело да заврши, бидејќи добро се сеќавам на времето кога имавме телефон, една фиксна линија со двојник во Охрид. Ако комшијата збори, ти не можеш да збориш. А денешно време, поред бркањето покемони, па може во нула време да зборувам со било која точка на светот, дури и бесплатно, со помош на убави интернет апликации, така да немам стварно идеја. Можеби ќе има холограми, вака ќе си го ставиш телефонот, соговорникот ќе си го гледаш. Не знам, но се радувам бидејќи ќе имам прилика да бидам дел и од уште понапредно време од ова во кое што живееме денеска. Бетмен велит нема поубаво и понеубаво време. Секој е со предности и недостатоци. Зависи на крај до човекот и како ќе ги
користи технологиите. Со автомобил може и да згазиш некого, не дај Боже, но може и да стигнеш од точка А до точка Б за многу побрзо време него со велосипед. Така да само треба да се трудиме што попаметно да си користиме сите помагала кои што си ги имаме. И ви благодарам на поканата. Ви се радувам бидејќи постоите и еве Македонија после 25 години добија на телевизија каква што немала досега и ве охрабрувам и поддржувам да продолжите така и понатака. За модниот времеплов од осамостојувањето до денес разговараме со авторката на првата книга за мода, вам познатата Сани. Сани, добре дојде во сцена на телевизија. Што значи самиот момент на осамостојувањето на Република Македонија за модната индустрија? За жал можеме да констатираме дека тоа со целото тоа очекување дека ќе се направи некој креативен пресврт и дека тоа ќе значи многу повеќе, нели, за македонската индустрија, она што беше нешто доминантно во претходниот период 80-тите години кога буквално го доживуваше својот бум на целиот простор на поранешна Југославија. Самото осамостојување не ги исполни очекувањата на кои што сите се надевавме. Значи, мислевме дека тоа ќе значи многу повеќе, дека сите тие модни куки сега уште повеќе ќе се актуализираат. Меѓутоа, еве, овие 25 години покажаа дека тоа не одеше така и дека некои други трендови и тенденции беа вметнати, односно наметнати. И иако мислевме дека е тоа само привремено период на прилагодување, адаптирање, нели, на таа состојба ново настаната, дојде до тоа да овие 25 години навистина го немаме растеж од целата таа креативност што ја очекувавме. Целиот тој е многу забавен. Да, ако бидеме реални, многу модни куќи се појавија. Во кој период од 91 до денес може да се каже дека модната индустрија доживеа експанзија? Модната индустрија дефинитивно беше во 80-тите, го имаше бумот и својот врв го доживуваше. Времето кога ние фактички почнавме да настапуваме како манекени, нели. Затоа и тој период беше толку успешен за целата модна сцена. И мислевме дека и модната сцена, нели, ќе продолжи со својот растеж. Меѓутоа модната сцена зависи од модната индустрија. Модната индустрија го немаше тој растеж, односно се трансформираше во нешто што не знам да го наречеме, она што подложи односно се заснова се уште на лонг системот. Модните куќи кои што тогаш беа гиганти го доживеа тој трансформаторски од нели на капиталот, меѓутоа не се претворија, не се претворија во нешто повеќе од тоа. Застана на тоа. И се уште сме во очекување да ја имаа таа промисла дека иднината е фактички во својата собствена креативност. Постојат ли стандарди во модниот свет? Па секако дека постојат во најнестандардната категорија воопшто модата, она нешто што е најминливото и најменливото, мора да постојат стандарди за да работите се одвиваат како што треба. Сега во Македонија тоа многу изместено. Стандардите не се почитуваат заради X причини и затоа сме во таа ситуација во која што сме денес. Ако ја споредиме модата во 80-тите, барем според она што го имате напишано во книгата и денес, манекинките во 80-тите биле поагресивни, посамоуверени на сцена, за разлика од денешни векови како да се претворени во кукли. Тоа го велите вие, нели, во книгата и во неколку документарци кои сме ги гледале. Зошто? Дефинитивно тоа не е само случај, нели, на овој простор овде, заради состојбата во, нели, модната индустрија, модната сцена и сето тоа. И во светот се тие тенденции. 80-тите беа буквално
тло и целата модна индустрија беше подложена на артикулизација на моделите фактички. Тогаш им беа потребни моделите како индивидуалисти, како индивидуи, како персони за да ја поттикнат модната индустрија. Тогаш беше навистина многу силно време за модата фактички. Меѓутоа, со текот на времето, модата одеше по некои своји текови, имаше потреба манекените да станат што понеутрални, поневидливи, поунифицирани по својот изглед, по андрогени, ако сакате, да сега, повторно, ми се чини се чувствува потреба за препознатливи ликови. Меѓутоа, не толку силно како во 80-тите. Так. Како новинар кој долги години ја следи модата, кој е вашиот впечаток? Имаат ли македонците сенс за дотарување? Не зборувам за како подвижни реклами кои се облечени во брендови, туку дали воопшто имаат чувство да се дотерат сето тоа да биде убаво, складно, па дури да не биде скапо? Па дефинитивно постојано тоа се зборува, сите аргументираат дека не е битно нели парите и колку ќе вложите во облеката, секако дека се гледа, меѓутоа пред се тоа е битно во квалитетот, а не толку во она што е квантитет, нели. Марките се знаат зошто се ценети, затоа што нудат квалитет, односно ви гарантираат квалитет. Меѓутоа стилот, познатата реченица, нели, не може да се купи, можете да купите облека, но не и стил. Сега секогаш е дилемата, односно диалогот, дали се раѓате со стилот или можете да го научите. Постои, нели, дилема околу тоа, меѓутоа мојот став е барем дека морате да го имате чувството за естетика. Сега не зборуваме, стилот можете да го научите, меѓутоа без тој додаток на чувството со кое што доаѓате на свет, естетското чувство, не можете до крај онака. Има луѓе кои што го носат тоа во себе и го изразуваат, меѓутоа тоа не е алиби за останатите да не се потрудат и научат некои основни правила за стилот. За жал, ако веќе правам паралела, јас како некој некаква подвижна историја можам да го направам. Времето кога ние да речеме, бевме актуелни, односно дававме во модата тој наш придонес, беше многу покреативно. Немаше многу, значи немавме многу информации, ги крадевме информациите, ни доаѓа онака буквално од луѓе кои што имаа можност да шетаат. Не беше, денеска секој навистина може да прошета. Ако не барем интернетот и тој виртуелен свет ни го носи светот тука, ако веќе не можеме, а можеме многу често. Меѓутоа па тоа како парадокс ни се враќа. Се помалку сме индивидуални во своето облекување, во она што значи наш собствен имидж. А индивидуалноста е пресудна, да речеме. И за жал можам да констатирам дека она што као е придонес, многуте брендови што се повеќе ни доаѓаат, не облагородуваат и не исполнуваат во таа смисла. Сани, ти благодарам што беше дел од денешното издание на Сцена и што ги сподели твоите размислувања па искуства во врска со модата во Македонија. Од осамостојувањето па дури и пред тоа до ден денес. Ви благодарам на поканата и вниманието. Почитувани, тоа беа содржините што ги подготвивме за денешното празнично издание на Сцена. Јас себе уште еднаш, но оние што нешто подоцна се приклучија кон програмата на Азија Нова, ќе ви го честитам денешниот ден на независноста на Република Македонија. Останува и понатаму да си ја сакаме и чуваме, иако е мала, убава е, наша е, и уште долги години да празнуваме независност. Довидување од мене.